Почитувани, Македонија по 7 години со СДС и дуи на власт доби 9 нули од Европската комисија, што значи дека не сработеле ама ништо. По 7 години со СДС единствен регистриран раст има корупцијата, партизацијата, непотизмот, кронизмот, протекционизмот. Македонија е доволно голема за овие случаи да излезат на виделина, како, например, во Охрид. И од тука, главен вработувач во Охрид е Миле Зечевиќ, генерален секретар на СДС, чија што роднина е Кристина Крлевска Деспотовска, главна на охридската филијала на СДС. Според охриѓани, тоа бил единствениот услов за поставување на председател на ОО СДСМ Охрид на Деспотовска. Таа од пред 8 месеци е директор на Централен регистар Охрид, но веќе е покрената истрага од надлежните институции заради сомнеж за фалсификувани документи. Лазе Танески, пратеник од СДС, другар на Миле Зечевиќ. Лазе, зетот за керка, Антонио Кочовски, заради другарување со Зечевиќ, го вработува во контрола на летање на аеродромот Охрид. Ниту керката на Лазе, Тамара Танеска, не е заборавена. Таа ја вработуваат како општ лекар и веднаш и се даваат државни пари за специализација. Пратеникот Лазе Танески, другар на Зечевиќ, ги вдомил децата, а ги вдомил и внуките, исто така во болница, исто како општи доктори, и двете внуки, како и керката, добиваат специализација од државата. Затоа Асен Шајн е директор на општа болница Охрид, а неговата сопруга Ирена Шајн е директор на Завод и музеј Охрид. За роднината на Зечевиќ, главна на ОО СДС Охрид, да има подршка, и партискиот секретар, другар на Зечевиќ, Ристе Недески, мора да е добро уклебен. Тој, директор на затворот Охрид, а сопругата Сонја Недеска е вработена во јавното предпријатие Пазар, а сестрата на сопругата Татјана Шишковска е вработена во СВР Охрид. Уште една другарка на Зечевиќ, Елизабета Русевска, станува председател на Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцијски надзор и прекршошна постапка. Функција и секако низините деца се вработени. Златко Русевски во Царина, а Димитар Русевски во СВР Охрид. Цветко Ристевски, партиски шеф на изборниот штаб на СДС Охрид, вработен како раководител на пазарен инспекторат Охрид, а како докажан другар, синот Петар Ристевски од пред 2 месеци е вработен во граничната полиција Охрид. Не е покуса ниту Жаклина Лазаревска, пратеник од редовите на СДС, со пипци во охридското образование. Блиска роднина, незина братучатка, Ивана Левеска, се вработува како наставник по англиски јазик во основното училиште Глигор Прличев во Охрид. Зечевиќ мисел и на членовите на Централниот одбор на СДС, па Љупчо Којчиновски, керката Даниела Којчиновска Мартиновска ја вработува во општинската администрација во Охрид. Додека Димитар Рилковски, член на Централниот одбор на СДС, се вработува како професор по физичко воспитување во Охрид. Сопругата пак Јана Рилковска е вработена пред 2 месеца во гранична полиција Охрид. Очигледно е дека МВР е посакувано за СДС Охрид, па има цел кластер на непотизми и партизација таму. Саше Дончевски, командир на полициска станица Охрид во време на СДС, неговата сопруга Александра Дончевска е директор на АВРМ Охрид. Жарко Лазоровски, началник на СВР Охрид во време на СДС, сега, пред 3 месеци, заради близкост со Зечевиќ, неговата сопруга Јасмина Лазоровска е вработена во АД Пошта Охрид како раководител на економско-правна служба. Неговиот брат пак Павле Лазоровски, началник на граничната полиција Охрид во време на СДС, сопругата Катерина Лазоровска се вработува како директор на Фонд за здравствено осигурување од февруари годинава. И во февруари, со одлука на влада, сега во 2024 по конкурс кој што не е завршен во 2017, таа е назначена за државен правобранител во Охрид. Почитувани, единствено што СДС знае е за непотизам, партизација, кронизам, а Охрид е пример за тоа. Почитувани, проектот Мрежа за партизација и кронизам на Миле Зечевиќ и СДС никогаш не запрел во овие 7 години. И Европската комисија оцени дека ништо не работеле, ама имале особен интерес и успех во корупцијата. Не во борбата со корупцијата, туку во корупција, партизација, непотизам, кронизам, протекционизам, клиентелизам. Никогаш не било полошо, време е да ги поразиме.
Време е наместо хаосот да завладее ред. Ви благодарам.